Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Двопартиска председателска комисија предложи неколку стратегии за намалување на дефицитот на американскиот буџет, вклучувајќи и подоцно пензионирање. Председателот Барак Обама продолжува назиската турнеја и во Сеул го одбележа Денот на ветераните, што денес се празнува во САД. За ова и за многу друго ќе стане збор во денешната емисија. Бидете со нас. Американскиот председател Барак Обама го одбележа американскиот празник Денот на ветераните за време на посетата на Северна Кореја со коментар дека решеноста на САД да ја бранат оваа земја нема никогаш да попушти. Во говорот во американската армиска база во Сеул, Обама кажа дека 28.000 војници стационирани во оваа земја помагаат во обезбедување на демократијата. Тој му даде почит на американците кои се бореа и загинаа во тригодишната Корејска војна, што започна пред 60 години кога комунистичка Северна Кореја изврши инвазија на југот. Инаку Обама очекува водачите на 20 најголеми економии во светот да постигнат согласност за мерките за урамнотежен и одржлив растеж. Дводневната средба на групата 20 во Сеул започна четвртокот со работна вечера по неколку дневни расправи за трговската нерамнотежа, што резултираше во голем суфицит за Кина и Германија, но голем дефицит за САД. А предходно на пресконференција со јужнокорејскиот председател Ли Мунг Бак, Обама изрази уверување дека на самитот ќе се изнедат механизми за мерење на растежот и за враќање на рамнотежата на системот. Двопартиска комисија, основана од председателот, предложи стратегии за кратење на американскиот буџетски дефицит. Комисијата предложи изголемување на старосната граница за пензионирање на 68 години до 2050 и 69 до 2075. Сегашната граница е 67 за лица родени по 1959. Денеска во САД се празнува Денот на ветераните, ден кога се оддава почит на армиските ветерани. Националниот празник паѓа на денот од 1918 година, што се смета за крај на Првата светска војна. Во Европа тоа е ден познат како примирие или Ден на сеќавањето. Вчера во Вашингтон беше поставен камен темелник на споменик во чест на специфична група армиски ветерани, оние кои се ранети или трајно онеспособени како резултат на војна. Повеќе за тоа во продолжение. Ladies and gentlemen, please break ground. Во сенката на американскиот капитол се гради споменик во чест на американските ветерани кои останале хендикепирани како резултат на војна. Маринскиот ветеран Боби Барера ја изгубил левата рака и се здобил со изгореници во Виетнамската војна. Американската јавност не сме да заборови на осакатените ветерани откако ќе заврши војната. Во Вашингтон има голем број споменици за луѓето што служиле на земјата, но ова е прв за повеќе од 3 милиони онеспособени ветерани се уште живи во САД. Маринецот Џони Байларк дојде да го види поставувањето на камен темелникот. Да бидеме запаметени, исто како и другите ветерани, е нешто навистина големо. Боби Барера вели дека болните психолошки рани многу потешко заздравуваат. Физичкиот дел е лесен, менталниот дел е тежок процес што трае. Мора да прифатите дека животот не е како што сте го знаеле, но мора да сватите дека има многу работи што можете да ги правите. Животот продолжува. Организаторите се надеваат дека споменикот може да помогне во заздравувањето. Акторот Гери Синес е портпарол на овој споменик. Не можеме да им ги вратиме нивните вистински раци и нозе. Не можеме да им ги вратиме очите, ушите, деловите од нив што се загубени, умот што им е пореметен, но можеме да им дадеме почит и трајна благодарност. Планот е споменикот да биде завршен до овој ден 2012-та. Во САД постојано се зборува за тоа како да се направат промени во секојдневното живење што ќе овозможат поголема заштита на животната средина. За тие практични решенија деновиве овде во Вашингтон се одржа настан 7 година поред насловен како поинаку ако не Зелен фестивал. Некои предлози што овде ќе ги видите како големи иновации може да ги препознаете, нешта на кои ние во Македонија сме свикнале. Но добрите идеи се добри. Се едно на која основа се презентираат.
Овој венчален фустан е направен од рециклиран материјал, исто како и сета облека на фирмата Eco Fashion Stage. Овој дизајнер представи женски чанти и други модни детали, направени од материјал што некогаш бил фустан, саронг или нешто друго. Во делот за урбано земјоделие, овој стручњак демонстрира заштита на растенијата од мрзнење со полиестерски материјал. Кевин Данахер е еден од основачите на фестивалот. We have about 200 speakers, about 300 green economy exhibits. Имаме околу 200 говорници и близу 300 изложби. Целта ни е да ги охрабриме луѓето да научат нешто ново, дали е факт или организација или компанија за кој не знаеле порано. Колку луѓе биле заинтригирани од фестивалот? Организаторите велат дека во Вашингтонскиот центар за конвенции дошле над 30.000 посетители. Мо Канингхам е еден од нив. Дошол по свежи идеи за подобрување на домот. Секогаш сме сакале да помогнеме на средината со правење на домот поекономичен. Подобра изолација, на пример. Изложувачот Кенет Такер има решение. Нова спреј пена за изолација. 20% од петрохимикалиите се заменети со масло од соја. Со оваа пена штедите на сметките за струја до 50%. Друг изложува шише за вода со вграден филтер. Тој тврди дека филтерот елиминира потреба од 200 шишиња што би ги фрлиле. Идејата е со мали промени да се постигнат големи работи, како спасување на планетата, што сите ја делиме. А од оваа изложба ве водиме на друга. За утре подгответе се да бидете фасцинирани од гуштери. Мали. Утре во Newsflash. Во многу бои, форми и величини, со неверојатни способности. Некои женки сами се репродуцираат, прават совршен клон од себе. Некои зборуваат. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.